Почитувани гледачи на ZoomMK, добродојдовте на уште едно интервју, неделно интервју на порталот ZoomMK. Одлагањето на пописот предизвика бурни реакции во јавноста. Тука разговараме со заменикот директор на Државниот завод за статистика, господинот Илми Селами, со кога ќе се обидеме да објасниме сите нејасноти околу таа одлука и евентуалните дилеми. Господин Селами, благодарам што прифативте разговор за ZoomMK. Благодарам на вас на поканата. Зошто се одложи пописот? Очигледно, одговорот на ова прашање најдобро би го дали политичарите, односно тие што седна на тетате средбата и другите политичари во собранието кои што се представени со пратеничките групи. Но предпоставувам дека од онаа што од јавноста го дознаваме да се удоволи на ВМРО ДПМН со цел да седне ВМРО ДПМН на заедничка маса да се разговара, да биде дел од сите процеси. Тука пред се мислам на процесот на попис. Добро познато е дека ВМРО ДПМН во текот на целиот период, значи не само сега, туку на целиот период година и повеќе, постојано беше против пописот, против законот за попис, па после тоа, откако беше донесен законот, беше против спроведувањето на законот со разни причини, разни образложенија даваше, разни барања приложуваше, се со цел да се закочи процесот, да се обструира истиот. Знаете дека постојано се кажуваше дека нема да бидат резултатите прифатени, индиректно повикуваше на бојкот, така да кажам, тивок бојкот. Ја знаете исто така и иницијативата за собирање на подписи за прогласување на законот за попис за ништавен и така натаму. Значи, сета ова атмосфера што беше создадена во државата, а во врска со пописот, и не само за пописот, значи ова беше само една од причините за блокирањето, целосното блокирање на политичкиот живот, на општествениот живот во државата. Знаете, собранието беше блокирано, евроинтеграцијските процеси зависат од донесувањето на многу закони кои што се во врска со во процедура за донесување во собранието и така натаму. Значи, цел еден конгломерат на состојби, на создадена ситуација, каде што требаше да се изнајде разумно решение, да се направи еден, така да кажам, разумен компромис, кој што секогаш компромисите по своја природа се болни. Ние почнавме со подготовките на пописот, се беше подготвено. Они најдоа начин да го извршат притисокот. Врз тој притисок потпаднаа, така да кажам, политичките партии на власт, односно попуштија, се со цел да се деблокира работата. А што е најбитно, јас да зборам сега за пописот, бидејќи за тоа и сум најкомпетентен да зборам. Она што е битно што се постигна со, да речеме, со овој договор на тетате средбата и со политичките партии кои што очигледно деновиве, ако не денеска, ќе донесат закон за одлагање на пописот во државата, а пописот во странство, значи што од диаспората што е во тек, тој само ќе продолжи до септември. Добрата страна, значи, на сето ова е дека ќе имаме, значи, инклузивност во целиот процес. Значи, веќе ВМРО ДПМН побара да се одложи како услов пописот, за да биде и таа дел од пописот, од тој процес важен за државата. Се извинувам, господин Селам, има една чудна ситуација. Точно е дека ВМРО во изминатиот период со дозволени и недозволени методи, дури и со деструктивни методи, користејќи ги медиумите што ги контролира и што се финансираат од Унгарија, наметна една нездрава атмосфера во јавноста. Тоа е факт. Меѓутоа, зашто владата, зашто вие како Завод на статистика, како да на некој начин го преспавте тој период? Зашто не возвраќавте и не ги објаснувавте причините зашто не ги прифаќате иницијативите на ВМРО? Знаете, јас се создаваше впечаток во јавност како да само тие зборат, а вие молчите.
И затоа јавноста креира, ја прифати таа перцепција која што ја создаде ВМРО. И тука има една разлика, може да се направи една дистинкција во однос на делувањето, на ова што вие го кажувате, во однос на одговорот на постапките на опозицијата, на ВМРО ДПМН и не само на ВМРО ДПМН, туку и на партијата Левица. Од страна на албанската партија што е на власт, значи од страна на ДУИ, од моја страна и од страна на останатите политичари во државата, значи постојано се кажуваше, постојано се демантираше, постојано најмалку јас сум учествувал на неколку, да речам повеќе од 4-5 дебати телевизиски каде сум кажал дека ова што го прави ВМРО ДПМН е нездрава работа, нетемелна, несуштинска и само за постигнување на политички поени. Тоа сум го повторувал како рефрен пред јавноста, но од другата страна имавме, не да кажам целосно, туку бледа реакција од страна на СДСМ. Ова морам да го констатирам. Зошто? Значи, Зошто стаја само молчиш? Јас сум свесен дека од позиција на заменик директор на Државниот завод за статистика можеби и немам надлежност да коментирам вакви работи, но ви кажувам, значи СДСМ беше бледа во реакцијата кон акциите, така да кажам, на ВМРО ДПМН. Постојано само кажуваше дека е предвидено да се одржи ова пописот. Тој ќе започна за диаспората, ќе започне на 1 април и така натаму. Беа неколку пресконференции кажани дека пописот, значи, дефинитивно ќе се одржи на 1 април. Исто така имаше изјави од премиерот и така натаму, за да на крај сепак се седне, се договара со ВМРО ДПМН. Значи, не е целта да се најде кривец. Туку, мене лично ми беше чудна реакцијата во текот на целиот тој процес, не само кон ВМРО ДПМН. Јас тоа го кажав и за друг медиум на интервју. Значи, мене ми е чудно и реакцијата не ми беше чудно зашто албанците повикуваат албанци да гласаат. Туку ми беше чудно зашто македонците не повикуваат македонци. Имаше еден или два повици. Кај беа другите политичари? Значи, постојано напаѓа политичари како што Артан Груби, се создаваше впечаток дека на висина македонскиот политички блок е незаинтересиран да се одржи пописот. Тоа е впечатокот. Тоа е впечатокот. И не требаше да биде така. Значи, целата држава беше во состојба предпописна. И веќе требаше вчера да почне пописот како таков, за да го спроведеме. Да не се создаваше ваква една ситуација на неизлезност. Но очигледно ние како мајстори за се правиме од редовни работи да бидат сосема наопачки прикажани, ги изобличуваме сите процеси и на крај испаѓаме во ситуација на статус кво, не знаеме што да правиме. Да се оди сега напред, знаете дека ќе дојдеме во ситуација да тоа што се оди напред еден ден ќе се прекине и џабе се работеле, да се застане, не се смее да се застане бидејќи имате закон и буквално сите процеси во државата, најбитни така ги тераме, со закочувања, со ставање на адхок ситуации, на неизвестност и така натаму. Ова е нездраво за државата, за демократијата. Да не испаде дека тука ја напаѓам само власта. Туку најголем причинител за ваква една состојба е опозицијата. Знаете, она ги искористува бројките во собранието. Искористува се можно, без при тоа да има воопшто сенс за државност, воопшто се за здравјето на институциите на државата и постојано, значи, напаѓа, не за ја интересира само власта, интересира политички поени и очигледно концентрацијата, фокусот на нивното делување е се наредните локални избори. Дали, следното прашање, дали според ова што кажувате, констатирате дека обландата дека ВМРО е многу загрижена за здравствената состојба со пандемијата е само добра причина да се одложи пописот и да се создаде перцепција во јавноста дека нешто страшно ќе ни се случи со пописот? Видете, значи да бидеме начисто. Состојбата со пандемијата навистина не се лоши. Состојбата, бројките се покачија. Имаме пик токму овие денови, да речеме. Но, ова е една работа. Друга работа, немој некој да мисли дека ВМРО ДПМН е со толку, да речеме,
жалење и со толку внимание, со толкава посветеност кон граѓаните, се грижи за нив, ради тоа што се зголемува бројката од пандемијата и да не правиме попис. Апсолутно, кога беа изборите, они беа за избори, исто така имавме пик. Сега имаме попис, значи сега важи пандемијата. И овој став дека ковидот, бројките, они го има, дури која беше бројката незначително, да речеме, многу пониска од оваа сега. Од каде знае они дека ќе се покачи бројот. Или од каде знае дека утре, задутре нема да се навали бројот. Значи, за нив е интересно само локалните избори. Апсолутно друго ништо. Дали, пошто пописот се, веројатно ќе се одложи, денеска се разговара во собрание, меѓутоа она што како дилема останува во јавноста е тој процес на попишување на диаспората ќе трае 6 месеци. Вие сте заменик директор и имате врзан подпис со директорот. Ве прашувам дали за овие 6 месеци може да се направи упад во тој систем на попишување и како ќе реагирате ако навистина увидите дека се случува нешто што не треба да се случи? Видете, упад може да се направи во се. Знаете, ако кажам сега јас дека нема да се направи, не може да се направи, би лажал. Односно не би ја кажал вистината. Ради тоа што тоа е електроника, тоа е софтвер кој што е направен, но она што е битно, значи доколку се направи било каков упад, самиот систем покажува, треба да се вршат проверки на тоа што би било каков упад и да се презема соодветни мерки. Што јас лично би направил? Прв упад и најситен, јас ќе дадам оставка, ќе си заминам дома, ради тоа што веќе се прави упад во системот, ако се утврди намерата дека е да се менјаваат бројки, намерата да се деформираат бројки, намерата е да се изобличуваат бројки, намерата е да се поништуваат бројки и така натаму. Значи, сегогаш има можност, но тука сме ние како чувари, будни чувари, да го следиме целиот процес. Видете, вам не ви требаат 5 месеци за да направите упад во системот. Вам ви требаат и 5 минути само, доколку трае. Доколку ја имате таа намера, доколку имате желба да упаднете во нешто, никој не може да ве забрани во тоа. Но, треба да бидете при тоа свесни дека за тоа што ќе го правите кривично дело и ќе сносите соодветна одговорност. Па, кај нас кривична одговорност некако тешко се понесува за тоа што ние знаеме како заврши пописот во 2011 година. Но сакам еден ваш коментар, краток коментар. ВМРО во кампањата за креирање јавност дека пописот не треба да се одржи, користеше една многу, би рекол, злонамерна шпекулација дека Али Ахмети и Зоран Заев се договориле да го фингираат бројот на албанците во Македонија. Мене како новинар искрено никогаш не сум имал можност да разберам од ВМРО каде тоа се случил тој договор, кога, дали вие може да имате информации за тоа, кога и како се случил тој договор и дали воопшто е можно таков договор да се Јас би одговорил со прашање. Значи, доколку имал таков договор, сега самоволно нашол за сходно да седне со Заев, господинот Мицковски, и да разговара и тој да биде дел од таквиот договор. Значи, имаме една атмосфера на создадена дека сега сите политички партии, значи, имаме некаков договор и да направиме, значи, договорени проценти на пописот. Ако е тоа така, зашто има потреба да направиме попис? Значи, во делот на тој период, година и повеќе, на ВМРО ДПМН, на давање на удари на целиот процес на донесување на закон за попис, па потоа и на практичното спроведување на пописот, беше и токму тоа дека имало пазар, помеѓу договарање и за проценти и така натаму, тоа е се ширење пропаганда. Во овој дух, значи, она што е жално, значи,
тој начин на функционирање, очигледно на новиот лидер на ВМРО Но ДПМН, тоа не е... продолжува- Тој начин на функционирање ВМРО го има од 90-те години. продолжува и понатамо тој начин на функционирање. Еве, значи, после таквиот договор, седнува господинот Мицковски и вели дека ова не било попишување на граѓаните што се наоѓаат надвор од земјата со работа и живеат и работат во странство, туку тоа било евиденција. Знаете, господинот Мицковски може да евидентира неговото членство кое очигледно секој ден и се помалку и помалку го следува. Значи, ама диаспората ќе се попишува. Она се попишува и ќе се попишува и понатаму. Ради тоа што така вели законот. Значи не велам јас. Вели законот. И ние Дали тоа е доказ дека на Мицковски со аргументот дека поради пандемијата треба да се одложи пописот, дали тоа значи дека на есен тој може да најде друга причина па да бара ново одложување на пописот? И што ќе се случи тогаш ако навистина ВМРО излезе со таков став? Чинам и мислам дека повеќе треба да мисли тој сам за својата партија, што доколку би направил такво нешто, отколку што ние од другата страна, значи од власта. Он треба повеќе да мисли, бидејќи таквата несериозност во делувањето ќе го чини него. Ама одговорноста за неспроведување на попис сепак ќе падне на владата, нема да падне на... Види, спроведувањето на пописот не го прави Мицковски. Го прави владата, го прави Државниот завод за статистика. Ние ќе го правиме како завод за статистика. Да, ама ако вие не успеете поради обструкциите на Мицковски, на ваше конто ќе одат критиките. Не, видете, значи ние и сега може да го направиме пописот. Доколку не се донесе законот. Овие денови ние ќе почнеме со спроведувањето на пописот. Значи Државниот завод за статистика е подготвен. Идејата беше да се направи и тие да се вклучат во целиот процес. Доколку нема да се вклучат, ние во септември ќе го направиме пописот. Со какви такви бројки ние ќе го направиме пописот. Но одговорноста за тоа што го кажал и не го спровел на терен во септември, значи кажал дека ќе биде и он дел, дека нема да повика на бойкот, дека пописот ќе го поддржи, дури и ќе работи за успешноста на пописот. Ќе видиме. Ако не го прави тоа, значи тоа граѓаните веќе ќе ценат дека човекот е само мисли за својата столица, за својата функција и за власта. Работа што граѓаните тоа најдобро знаат да го ценат и јас сум убеден дека нема да поддржат такви политичари. Но тоа не е моја работа. Тоа е работа повеќе нека му ја мисли он, нека му ја мислат тие што така функционираат нездраво и кон граѓаните и кон институциите. Бидејќи пред се и над се. Значи темата за попис не е тема за политика. Ова е државна работа која што граѓаните дебело ја плаќаат од своите джебови и треба да биде завршена како таква. Значи, доколку не успее пописот, не успеваме не сите како држава и како граѓани. Доколку успее, сите успеат. Па да покаже дека владата не може да спроведе попис, па да се предизвика политичка криза. Зарем знаете како вели народот, за една плескавица ќе заколете цело теле? Значи, апсолутно, вие правите да пропадне цел еден попис, да се изгубат над 8,5 милиони евра државни пари, само за да вие да дојдете на власт. Навистина тоа е нездрава работа. Искрено како новинар, низ целиот овој процес на создавање таа истерија во јавноста, ја препознавам еден страв од македонските партии да се влезе во процесот на пописот. Кој се плаши и зошто би се плашал од спроведување на пописот? И јас истото го препознавам. Значи и практично доделување, ако седнете малку и размислувате, ги согледувате сите да речам состојби, сите потези на политичките партии, на политичари, сите процеси пред и сега. Значи се уште се провлекува таа нишка на уплав од зборот албанец, од бројка на албанци и така натаму, што чинам дека се повеќе рецидиви
од минатото, од претходните системи, кога на се што е албанско се гледа како деструктивно и како нешто што ќе биде упадливо во системот и ќе направи некаква си катастрофа. Не е тоа така. Значи, докажано сите, значи, да почнеме од самиот почеток. Државниот универзитет во Тетово, засниван врз основа на крв. Албанскиот јазик како втори јазик. Знамето, официализирано врз основа на крв. Значи, секое право што е добиено од страна на албанците е добиено со крв. Зарем уште треба ние да направиме крвој, за да почнеме ние да направиме еден реален попис луѓе. Значи, колку и да кажете вие дека албанците се малку, ние сме тука. Значи, албанците се тука, се дел на оваа држава, плаќаат даноци, функционираат. Ние сме реалност и на реалноста, за да бидеш успешен секогаш во животот, но треба таа реалност да ја согледаш. може за некого таа реалност може да биде болна. Последното прашање. Постојано во јавноста се шпекулира албанците се 20%, не се 20%, се 25%. Албанските партии тврдат дека се на 30%. Мене клучното прашање ми е дали овој страф од македонските партии кој што или уплав на македонските партии е дека навистина тие се плашат дека македонците имаат изгубено 57%. Не е проблем дали албанците се 20 или 25 или 30 или 15, затоа што албанците знаеме дека не се мнозинство. Но клучното прашање што се поставува е дали македонците се 57%. Видете, јас не би навлегол во бројки, ради тоа што секое навлегување во бројки е само предпоставка. И секоја предпоставка би можело, кога правите предпоставка, односно правите, да речеме, предскажување, апсолутно би било можност да сгрешите. Идејата е следна. Значи, колку се луѓето, толку се. Значи, и албанци, и македонци, и срби, и роми, реална слика да направиме со пописот, бидејќи тоа ќе користи за понатаму и на државата, на целокупното планирање во земјата и така натаму. Значи, кој од кога се плаши, ќе се види после овој попис. Значи, пописот ќе се направи во основа на закон кој што за прв пат овозможува да излезат бројките навистина како такви. Тоа ќе биде само од корист на државата и на сите етникуми кои што живеат во земјата. Ништо не губиме од реален попис. Губиме, напротив, губиме од нереални бројки од пописот, доколку ги прикажуваме. Господин Селамови, благодарам на разговор. Благодарам на вас.